кој ти кажува примен си, ти кажуваат на лице место или те оставаат во неизвестност? Цело време се појавува тетка Весела која што работеше на студентски прашања и во бифето се лепи, значи листот. Лист. И си се гледаш, примен си, не си примен. Добро. И сега на првиот круг не примаат сите. Викам, не е можно, викам. Знаеш, прво немам пријатели, принципот како функционира и така натаму. Немам никој од фамилијата што се занимавал со театар, со глума. И гледам сума и првите, викам, супер, добро е. И асистентката вели, тој ќе работи втор круг, диалози, едно друго. Марин Ѓорѓиевски треба да се види со професорот. Ај, сега викам, знаеш кај се не? Професор Владимир Милчин. Ај. Јас не знаев, сите го зборуваја ваков е, тежок е, едно друго трето, ама благодарение на него ја официјално кажувам, ако не беше професор ми, немаше воопшто да стигнам до овде. Претпоставам дека никој не би ме забележал. Добро, тоа зборува за него дека знае да препозна. И беше многу јак моментот. Ни вели професорот. Се гледаме во толку и толку. И одам таму, јас се глумам нешто опуштен. Ме кнаже, нема везе. И ми вели, ме гледам. Одиш во галерија, гледаш слики. А кај нас галеријата во Битола е кај Сато, кај што се чекаме за излегување. Па викам, ако дојдам порано, евентуално влегувам да потрошам време. Си кажеш искрено. Дали одиш по селата, дали гледаш, истражуваш. Викам, последно в село кога бевме, имавме фичо ние дома. Го продававме фичото за канта сирење. Отидов да им го однесам. Сериозно, да. Фичото почна се распаѓа буквално. Јас ова приказна почнав да раскажувам од стрес, од трема, од се. Почна се распаѓа, во еден момент ни ги извадија тие регистарските таблички. Во еден момент реков Каменковци ние горе вака трчаме да одиме. И татко ми вели одиме во тоа и тоа село, вика готово, со фичото ќе се разделиме, ние веќе емотивно врзани. Да. Стигнуваме таму, го ставаме фичото и 2 канти сирење за бегање. И тоа му го раскажа, вика добро, ајде, оди. И како оди? И толку. Втор круг после, па имавме диалог и беше многу јак моментот со диалогот. Колешка Мартина, која што во моментот е во Њујорк, таму живее и работи. Имаме сцена господица Јулија. Значи стандардно се дава за втор круг. Јас играм Жан, таа игра Јулија. Јас имам ми дава еден кафес, као има внатре некакво пиле. Јас треба да му ја скинам главата на пилето и да го фрлам. И тато нешто да глуми тука да. Ти си да значи без чувства. Да, тој сум јас. Арогантен, ладен. И јас, значи, се окей, 4-5 дена трај, се окей, го кинам. Тоа се кажувам реплики. Стигнувам на официјалниот испит, го кинам главчето и го заборавам текстот. А тука професорите втор круг ме фати таква нервоза и викам са шопрам, знаеш. Ај уште едно пиле, викам. Ај уште едно. Да ми текне текстот. Едно време гледам тука како кошарник цел рад. На сите вака индиски на фона и почнав да плачам, кризирам и се сетив после тоа и ти просто ја пав добро. Да. Да, и на крајот пример. Си извадил емоција, Да. Си извадил емоција.